Кратки најави за денес. Балкански фестивал ги промовира Охрид, традицијата и фолклорот. Одредени струки во средните училишта во Охрид и Струга пополнети уште во јунскиот рок. МВР не доаѓа на суд. На следното рочиште ќе барам ослободителна пресуда, порача Менкиновски. Кај тушемиште на брегот на Охридското езеро се гради со полна пареа. Голем успех на струшките веслачки надежи. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени максимални 29 степени Целзиусови попладне, развојна нестабилност со можност за врнежи од дожд, грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Утре над западна, северозападна, северна, централна, источна и југоисточна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Над Апенинскиот и Пиринејскиот полуостров и над Балканскиот полуостров сончево со локална облачност. На Балканскиот полуостров во среда умерено облачно и нестабилно време, ќе има врнежи од дожд, грмотевици и локално услови за појава на невреме. Сончево со локална облачност се очекува да биде во јужните и источните делови од Балканот. Максималните дневни температури од 25 до 33 степени Целзиусови. Во Македонија во среда времето умерено облачно, ќе биде нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици, ветровито и посвежо, локално услови за појава на невреме и поројни врнежи. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер утински до температури од 11 до 21, максималните дневни од 24 до 32 степени, а УВ индексот со висока вредност 8. Во Охрид во среда умерено облачно и нестабилно, ќе има дожд, грмотевици, ќе биде ветровито и посвежо, локално услови за појава на невреме со умерен североисточен ветер, минималната 17, дневната 26. Во Охрид во четврток сончево со локална облачност, а попладни услови за врнежи од дожд, грмотевици и максимални 28 степени. Во петок претежно сончево време со локална облачност и топло со температура до 28 степени, а во Охрид во сабота свежо утро, температура до 15 степени, во текот на денот сончево и топло со максимални 26 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Златни пек 65 денари, президент Зденка 73 денари, ловачка паштета 100 грама 25 денари, 75 грама 19 денари, златна мешавина 69 денари, чипс 150 грама 65 денари, мешано сирење 339, биено сирење 449, кефир 76 денари, путер млечен 109 денари, фери капсули за садови 899 денари, фери сјај 179 денари, дуел 3 килограми 239 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 62-ро издание на Балкански фестивал на народни песни и игри. Со изложбата на фотографии на најубавите народни носии од регионов, насловена од Љубаништа до Дебор, од колекцијата на Љупчо Милошевски, започнуваат фестивалските денови. Ансамблот за народни песни и игри Танец ќе има честа да го отвори годинешното издание. Публиката ќе има можност да ужива во етнолошкото културно богатство и преку изведбите на ансамблите од Македонија, Словенија, Полска и САД. Традицијата и фолклорот представуваат најдобро чувана тајна која како светење води во тунелот на времето. Ансамблот Танец пак представува подвижна енциклопедија на македонскиот народ. Токму оваа национална установа ќе има честа утре вечер да го отвори 62-то издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри, доколку дозволат временските прилики на сцената на Долни Сарај или во Центарот за култура Григор Прличев. И двете културни богатства и фестивалот и ансамблот Танец кој Македонија ги поседува повеќе од 6 децении, ги негуваат македонската традиција и фолклор. Голем е интересот да се учествува на фестивалот, а уште поголем кај публиката да ужива во изведбите на учесниците, годинава ансамбли од Македонија, Словенија, Полска и Соединетите Американски држави. Интересот како и за посетителите, така и за учесниците е многу голем и ова година имавме голем број на апликанти од цел Балкан, цела Европа, меѓутоа за жал мораме да селектираме. Ова година ги селектиравме тие што ги напомнав. Те надевам за наредна година ќе имат прилика другите кои аплицираат да учествуваат, како и од странство, така и од домашните. Како што напомнав и голем интересот од нашата држава, меѓутоа и дојденците, странците, сакат да го посетат и да ја погледнат културата и изведбата на нашите друштва, фолклорни друштва кои настапуваат на фестивалот. И годинава нема да изостане атрактивното дефиле по Охридската чаршија, дел од фестивалот кој оставил посебен белег, особено кај туристите кои еднаш го виделе. Веќе 6 децении националната установа Танец која ќе го отвори годинешното издание на Балканскиот фестивал со своите уникатни носи со кои настапува на секаде низ светот, представува вистински подвижен историски музеј на македонското материјално и нематеријално културно наследство. А преку фотографска презентација пак на едно најубавите етнолошки богатства народните носи од регионот на Охрид, Струга и Дебарца од колекцијата на Љупчо Милошевски. Уште вечерва започнуваат фестивалските денови на 62-то издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Балканскиот фестивал го започнуваме со вечерашната изложба од Љубанишќа до Дебор во авторство на Љупчо Милошевски. Воедно ја користам приликата публиката да ја посети, значи вечерва во 20 часот во просториите на галеријата при Националната установа Центар за култура Григор Прличев. На изложбата се представени фотографии од збир на невестински народни носи од Брсјачката и дел од Дебарско-реканската етнографска средина во периодот од крајот на 19-тиот до раните почетоци на 20-тиот век во тек на свадбениот и после свадбениот обреден циклус. Изложбата и монографијата се рецензирани и изработени во соработка со професор доктор Владимир Јаневски. Одредени струки во средните училишта во Охрид и Струга пополнети во јунскиот рок.
Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Врз основа на финализираните ранг листи за првото и второто пријавување за упис во средно училиште за учебната 2023-2024 година се запишале вкупно 15.481 ученик, информираат од Министерството за образование и наука. Оттаму соопштуваат дека 4.603 се запишани во гимназиско образование, а 10.277 во стручно образование. 187 се запишале во уметничко образование, а 414 во спортска гимназија. Конкурсот за запишување ученици е завршен во стручно образование во следниве струки во училиштата во Охрид и Струга. Во електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски Охрид за образовниот профил техничар за индустријска мехатроника на македонски наставен јазик. Во средното општинско училиште Свети Кирил и Методи Охрид за образовниот профил техничар за е-трговија и дигитален маркетинг на македонски наставен јазик. Во средното училиште Нико Нестор Струга за образовниот профил архитектонски техничар на македонски наставен јазик, во средното училиште Нико Нестор Струга за образовниот профил гинеколошко-акушерска сестра на македонски наставен јазик и во средното општинско училиште Нико Нестор Струга за образовниот профил хемиско-лабораториски техничар на албански наставен јазик. Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година и испити за побрзо напредување може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Пријавување на учениците ќе се врши на 21 август до 24 часот, информираат од Министерството за образование и наука. Ниту денес не се појавија представници од МВР на рочиштето од судскиот процес против охридскиот адвокат Тони Менкиновски. Менкиновски се товари дека го нарушил јавниот ред и мир кога на Водици во Охрид кај Долна Порта го истакнал знамето со сонцето од Кутлеш, кое до 1994 година беше и официјално знаме на Република Македонија. Вели дека не се чувствува виновен и дека на следното рочиште, закажано за 26 септември, ќе бара ослободителна пресуда. Уште еднаш одложено рочиштето за судскиот процес на кој охридскиот адвокат Тони Менкиновски се јавува како обвинет за нарушување на јавниот ред и мир. Тој денес пред основниот суд во Охрид повтори дека не се чувствува виновен. Мисли дека причина за обвинението е поставување на знамето со сонцето од Кутлеш во знак на поддршка на осудените за настаните на 27 април. Денеска на судењето воопшто не се појавија припадници од Министерството за внатрешни работи. Очигледно дека Министерството за внатрешни работи бега од средба и полените на Оливер Спасовски не дојдоа денеска да ни објаснат како ние тоа сме го нарушиле јавниот ред и мир. Јас не се чувствувам воопшто виновен, да, горд сум со тоа што го истакнав македонското знаме, но не се чувствувам виновен дека сум го нарушил јавниот ред и мир врз основа, значи не постои ниту еден закон, меѓународен договор, билатерален или мултилатерален кој може да ме спречи мене како македонец да не го разбеам македонското знаме. Менкиновски објасни дека ова не е само негова битка. Вели дека ова е битка за македонците, исто онака како што водевме битка во Страсбур за македонците од Пиринска Македонија. Нема поголем апсурд од тоа да не можеме да го развееме ова знаме во нашата држава, подвлекува Менкиновски. Јас ќе барам судот да донесе ослободителна пресуда поради причина што не се појавува никој од другата страна и ослободителната пресуда треба да значи слобода за нас македонците. Достоинствено и гордо да го вееме ова знаме, значи знамето од Кутлеш. Следното рочиште за овој судски процес е закажано за 26 септември. Менкиновски се товари дека го нарушил јавниот ред и мир кога на Водици во Охрид кај Долна Порта го истакнал знамето кое до 1994 година беше и официјално знаме на Република Македонија. Отворен ден со армијата и планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. Армискиот воздухопловен винг под команда за операции Планинската спасителна служба утре 5 јули во периодот од 10 до 14 часот во кругот на Центарот за обука на вода на каналот Студенчишта ќе врши презентација на дел од воздухопловите, армиската опрема и опремата за спасување на планина и тешко пристапни терени. Отворениот ден се организира со цел промоција на хуманата мисија на армијата и успешната цивилно-воена соработка која армискиот винг и Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид
Успешно ја развиваат во изминативе 2 години во интерес на ефикасноста и квалитетот на спасителните операции на планина и тешко пристапни терени. И покрај реакциите на албанските и македонските екологисти, од Тушемиште до Дрилон, на самиот брег на Охридското езеро и натаму се гради со полна пареа. Во период кога УНЕСКО бара мораториум на градба, албанските власти градат пристаниште и шеталиште во заштитениот појас. Македонското Министерство за животна средина се уште нема добиено никаква официјална информација, ниту известување од албанската страна за било какви градежни активности. Тешка механизација работи со полна пареа на брегот на Охридското езеро од албанска страна. Во време кога УНЕСКО бара мораториум за градба во заштитениот појас, засилено се гради од Тушемиште до Дрилон. Градежните активности се одвиваат во непосредна близина на Националниот парк Дрилон, кој е биолошки резерват заштитен од УНЕСКО. Во самата вода се гради шеталиште и пристаниште. И после 1 месец од отпочнувањето на градежните зафати, Македонското Министерство за животна средина се уште нема добиена официјална информација за проектот. Министерството за животна средина и просторно планирање нема добиено никаква официјална информација, ниту навестување од албанската страна за било какви градежни активности што се од заеднички интерес заштита на Охридското езеро. Изградбата на пристаниште и шеталиште на целата крајбрежна зона од Дрилон до Тушемиште најде на силни критики од албанските, но и од македонските екологисти. Тие бараат да се почитуваат препораките на УНЕСКО и да запрат сите активности на брегот на езерото. Сите проекти кои што или идеи кои што би биле поврзани со Охридското езеро треба да се договарат заеднички и со консензус. Така што за било која интервенција, значи мора да се праша и македонската страна, но и обратно. И според она што УНЕСКО го бараше, според нивните постојни реактивни мисии, тие забранија секакви интервенции да се вршат на брегот, независно дали е на македонска или на албанска страна. Невладените велат, токму поради ваквите мегаломански проекти во заштитениот појас, од страна на УНЕСКО беше предложено Охридскиот регион да се најде на листата загрозено светско природно и културно наследство. Успех на младите струшки веслачки надежи. На меѓународната регата Војводина Опен, која се одржа викендов, младата Ана Прентоска од веслачкиот клуб Црн Дрим постигна голем успех и се врати во родната струга со сребрен медал. На големата меѓународна веслачка регата Војводина Опен, која се одржа на 1 и 2 овој месец на Паличко езеро во Република Србија, при учество на екипи од Србија, Турција, Бугарија, Унгарија и Македонија, вкупно 22, веслачите на веслачкиот клуб Црн Дрим од Струга постигнаа забележителни резултати. Треба да се истакне големиот успех на младата Ана Прентоска, која во дисциплината скиф за пионерки на 1000 метри го освои одличното второ место и сребрениот медал, додека во дисциплината скиф за сениорки Елена Столеска во силна конкуренција избори пласман во финалето, каде го освои 6-тото место. Останатите надпреварувачи кои достојно ја представија нашата држава беа Климентина Стојмиловска, Христијан Китановски, Никола Мартиновски, Александар Хиоки, Вања Кукунеш, Андреј Симоновиќ, Цвете Димовски, Леон Шутиновски, а предводени од тренерите Игор Скепаровски и Маријан Влаќевски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 4 лица се убиени во американскиот град Филаделфија доцна синоќа, соопшти полицијата. Во престрелката во југозападниот дел на градот се ранети 2 деца на возраст од 2 и 13 години. Сите жртви се мажи. Осомничениот напаѓач е во притвор, а кај него биле пронајдени пушка и пиштол. Осомничениот, чие име не е објавено, носел елек со повеќе рамки со муниција. Полицијата го примила повикот околу 20 часот и 30 минути по локално време. Полицајците констатирале дека на лице место има повеќе жртви, а додека прибирале докази, слушнале и стрели. Полицијата потоа го бркала осомничениот, додека мажот, за кој се верува дека има 40 години, пукал во нив. Подоцна бил приведен. Украина изврши напад со дрон врз Москва, соопшти Руското министерство за одбрана, принудувајќи привремено затварање на еден од најголемите аеродроми во земјата. 5 беспилотни летала наводно биле користени во нападот, чија цел биле и локации во поширокиот регион околу главниот град. Министерството за одбрана соопшти дека сите беспилотни летала биле соборени и дека нема жртви или материјална штета. Украина не ја презеде одговорноста за наводниот напад, некои летови морале да бидат пренасочени од аеродромот Внуково како одговор, иако ограничувањето
патушувањата сега се укинати. Според Министерството за одбрана, 4 од беспилотните летала кои летале во Московскиот регион биле соборени од системи за противвоздушна одбрана, 5-тиот бил пресретнат по електронски пат. Израелските безбедносни сили и воената служба Шабак почнаа денес наутро голема офанзива со намера да спречат закана од тероризам низ западниот брег. Заедничката операција наводно била насочена на штаб на милитанти во бегалскиот камп во градот Дженин. Израелската војска потврди дека околу 2 часот наутро нападнала терористичка инфраструктура, тврдејќи дека кампот во Дженин станал терористичка тврдина. Се додава дека се спроведени рации во здружен штаб на повеќе оружени групи, кој служел како извидница, собирна точка за терористи прети по нападите, складиште за муниција и бомби и центар за комуникација. Нема да стоиме со скрстени раце додека терористите продолжуваат да го користат кампот Дженин како засолниште, објави израелската војска во краткото соопштение за јавноста. Советот за безбедност на Обединетите нации на 18 јули за прв пат во својата историја ќе одржи седница посветена на вештачката интелигенција, соопшти денес постојаниот представник на Велика Британија во светската организација Барбара Вудворд. За време на претседавањето со Велика Британија прв пат ќе разговараме за вештачката интелигенција во Советот за безбедност, изјави Вудворд. Додаде дека целта е да се поттикне дискусија за управување со огромните можности, но и ризици кои вештачката интелигенција ги носи со себе. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.